Невене, каде си бре, Невене? Добре, без нозе остана, втрчајте их по скаливе. Пригоре, придолу, хајде излегуне. Господарот те бара и не прашувај зашто. О, бре, Боже милише, о, море, мајко мила. Абе, дај се ме темија душева и да се куртули само до овие маки. Ајде, не туку кажуве глупости. Ако сакаш, со помалку ќотек да поминеш. Господарот уште пред да замине рече: штом се вратам, Невен сакам во миго да е кај мене. Бре, како помалку, бре, и да се забавам и во миго да појдам пак ќотек да снагава ми знае веќе од ќотек. И шо викаш, а? Како што велам? Велам во мигот сега да тргнеш, затоа што од сега ќе почнам да те жалам и да те плачам. Ајде тргнеме. А да се забавам, море, ќотек помалку, а? Повели господар. Кај си бе, ко пукни заеден? Ело вам, а? Ело вам. Повели господар. Сус! Земи го ова. Однеси го кај чорбаџијата тасета во Кадино село. И да се вратиш одма. Ако не се вратиш одма, душата низ доски ти извадам со ќотек, разбра? Тргаме шо ме гледаш! Како теле, магаре едно! Веднаш, господар. Бегај! Мајко, шо ме роди, бе, мајко мила. Кај да фатам, кај да бегам од тоа мака шо ме најде. Сите се откажале од мене. И Господ, и ѓаволот. Да, знам дека тој ќе ме куртули од овие маки, ќе му се потпишам, негов вечен слуга да бидам. И на овој, и на оној свет. Што ме викаше, бе, пријателе? Не страши се, бе, не се страши, не се треси толку. Не, кажи, што сакаш ти од мене? Зар ти си ѓаволот, а? Не викај ме така. Сакаш сите да чујат? Јас сум духот Ванус. Немој другите да разберат. Ако сакаш да те куртулам од сите маки, тргни со мене. Абе, да тргнам по братиме Ванус, ама... Шо? Ако ме најд господарот мој, нема да ме биет, туку ќе ме убиет. Абе, ти тргни со мене и гаеле, немај тој нема да те види. Абре, побратиме Ванус, абре, ти не знаеш каков големец е мојот господар. Абре, тој и на царот може да му кажи шо и како да прави. Еве, ако царот сака некого да беси, господарот мој ќе му рече не го беси него и овај нема да го беси. А паки, ако некој не е за бесење, господарот мој ќе му речи обеси го овега и овега ќе го обесат. А бре, тој и во глувчија дупка да се скријам, пак ќе ме најди, ќе ме однеси кај царот на бесилка или сам доака ќе ми дојди. Доста бе! Доста бе ти! Ти ќе ми кажам, и тие се работи за обични луѓе, еј! Абе, ние сме над луѓето и над царевите. Ајде сега, не страши се толку, тргни со мене. Ќе поодиме малу, па после под една стреја ќе си легнеме да поспиеме, важи? Јас и така изземнав, побратиме, од ова одење опос него. Арно ќе ми дојде да се одморам малку, Да се стоптиш малку, да каснеш, кисело млеко јадеш? Виде? Ајде бе, побратиме, тргни со мене, иđ гајле, да немаш. Ајде.
сум јас? Сонувам. Не е можно да е друго освен сон. Ајде, господаро, да се искапиш. Готова е бањата. Кој си ти? Јас сум роб твој и на твојот побратим. Каде е тој? Тој ќе дојд малку подоцна. Види, момче, јас сум многу гладен. Ако може прво да се најадам, та сетне ќе се капам. Како ќе заповедаш, господаро? Повелете, господар, утринско чајче, дури е топло. Господар, ако ви засака душичката уште нешто, само викнете не. Затоа сме тука. Дозволете ли да се повлечиме, господаро? Пријателе, како си, пријателе? Арен ли си, а? Како? Ти се бендисува овде, али не ти се бендисува. Ако не ти се бендисува, ти само кажи. Како не ќе ми се бендисувала ова убајна, бре, побратиме, а ми зар има нешто поубаво од ова? Па, побратиме, ако е така, тогаш вака ќе направиме. На овој свет, јас ќе бидам твој. Ама, на оној свет, ти ќе бидеш мој. Ако се согласуваш, ќе треба да ми се подпишеш. Ке ти се подпишам, бре, побратиме, за ова убајна. Ке ти се подпишам и со левава и со деснава рака. Дај ваму книгата. Да, еве вака. Овде, да ставиме еден мур. Значи, треба да ми даеш двата прсти. Сакаш едниот, али другиот. Ке ти ги дадам за ова убајна, побратиме, еве ти го и едниот и другиот прст. Жбрц! Жбрц!
Ај сега, врц, 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 да пушти мало крв. Држи така. Да видам се. Пријателе. Така. Јас сега треба да си бркам некои своји работи. Ти, ако ти потреба нешто, само ќе фраснеш со овој камшиков. Фрс! Евака. Фрс! И јас веднаш ќе дојдам и сете желби ќе ми ти ги исполнам. Сполајте многу, побратиме. Еј, го снема побратимот. Таква им работа на таквите. При мајката. Кој би поверувал, оти после сите тие робски маки, ваква убавина ќе ме снајди. Се убаво и преубаво. Ама сам не ми се седи. Аз полајмо имам и слуги, имам и луѓе. Галиба мене ми е дојдено време за женење. Нарно ќе јас да го викнам побратимо, ѓаоло Ванус. Кажи ме, пријателе, што сакаш и зошто ме повика? Абе, оти толку силно и наеднаш влезе, а? Бе, од умот ме извади. Абе, како оти толку силно влегов? Аз, нели ти реков јас, кога сакаш да ме повикаш, ќе фраснеш со камшикот, ама не толку силно. Абе, ти колку посилно фраскаш, јас посилно идам, бе. Кажи сега. Кажи сега што сакаш и зошто ме повика. Па, како да ти кажам сега, Со побрат? своји зборови, бе. Убаво ми е овдека. Срамота и гревата е да се пожалам. И затоа ли ме викна, бре? Бе, знаеш од каде сум дошол? 100 конаци сум претрчал за да стасам до овде. Ај, кажуме сега, побргу. Ме чека уште еден побратим, треба да го боцнам за вечна дружба и верност со мене. Не, побратиме, ти реков дека ми е убаво, преубаво овдека. Ама, сам не ми се седи. Знаеш, се си мислам, оти ми е дојдено времето. Сакам да се оженам, дружка да си имам. Јас знаев оти, ќе дојде денот и ќе чукне часот, кога ќе ме повикаш за тоа. Знаев оти, еден ден ќе фраснеш со камшикот и за таа работа. Ама слушај, ти, ич гајле да немаш. Дил ми сум јас тука, нели сме се законале на вечна верност? Не си заборавил, а? Како да заборавам, бе, побратиме, на оваа убајна што ми ја даде овдека, одум не ми излегува. Од оваа убајна, после сите тие робски маки што ги претргав кај господарот мој, сполајти многу, побратиме. Така. Ај сега кажи ми дали имаш некоја? Или јас треба да ја барам? Далеко сум од маката, побратиме, ама стравот в коски ми е влезен. И се ми се чини, оти ако кажам сега ќе ме чуе од некоја страна и ќе ме отепа. Не треба ништо да ми кажуваш. Би знам јас. Знам за кого станува збор.
за керката на господарот твој. Само оти бе си се загледал во неа, оти бе. Би ти знаеш оти тој е многу лош човек. Ај таа не е поарна од него. Народот како вели, круша под круша паѓа. Абе, како за чудо некое, колку што е тој лош, толку таа е мила, добра, кротка, на секого арно му мисли и арно му прави. Побратиме, од малечок ја знам и ја милувам. Арно, ама досега никогаш не сум се осилил ниту да помислам дека ќе бидам со неа. Шо кажуваш? Ама сега се виде на Арно и се осили, а? Ич да не бериш, Гајле? Јас ке ми ти ја свршам работата. Слушај, таткој има конак. Конак направено само за неа и никој таму не смее да влезе. Таа има 2 алајки и тие се со неа ја чуваат и дење и ноќе. Ич да не бериш, Гајле. Знам јас се што треба да направам. Сакаш веднаш да се најдиш кај неа? Сакам, побратиме. Па тогаш, ај затвори очите и не гледај. Ева му. Гледаш сега кај се наоѓаш? Ха? Отвори очите. Отвори. Гледај. Знам. Знаеш? Ова е градината на керката на господарот мој кај што бев роб. Така. Леле, побратиме, ако Шо не бе? види господарот од некоја страна, Ајде па ти, не плаши се, не туку се треси, туку така, тука, како ветрушка некоја. Јас него го пратив со алаиките. Разбираш, нема скоро да се врати. А ти сега, трнувај. Ајде, ако ти треба нешто, фрасни со камшикот. Разбра? Ајде, први бе. Бе, не, туку стој, ајде. не плаши се, убава девојко. Ништо лошо не ти чинам. Оддалеку за Арно сум дојден. Сум слушнал за твојата убавина и добрина и тоа дека татко ти не те пушти да излезеш од тука. Ама како влезе? Како дојде овде кога се е затворено? Сега ќе ги викнам слугите. Не мачи се никога да викаш. Дојдов да ти кажам само дека те милувам. И ако не сакаш да ме видиш, јас за секојаш ќе се заминам. А ако сакаш да ме видиш, јас утре пак ќе дојдам. Ама како ќе дојдеш? Не мачи се ти со тие мисли. Тоа само јас си знам. Ама татко, ако дознае ќе не отепе и двајцата. Ти не го знаеш него. Го знам и тоа многу добро го знам. Немој да си тажна и немој да плачеш, зашто твоите солзи мене ме горат по срце. Тие твои солзи ме натераа оддалеку да дојдам и да ти кажам дека те милувам. Јас тебе како да те знам од некаде. Како да сум те видела. Ама не е можно затоа што јас никаде не излегувам. Сега не сакам да ти се тоара и не сакам да ти досаѓам. Сакам само да ми кажеш дали утре пак да дојдам. Сакам да дојдеш. Дури сакам и да останеш кај мене. Еве, откако те видов, моето срце се пресели кај тебе. Не се срамам да ти го кажам тоа, затоа што знам дека и ти мене ме милуваш. И јас сакам да останам. Само треба да смислиме како да останам, а татко ти да не узнае. Види, да мислиме и двајцата и да најдеме мунасип, како да останеме заедно. Самиот Бог ми те прати. И го молам да ми те врати, за да знам дека ова не е само сон. Не е сон. И мене се ова ми се чинеше сон затоа што толку многу те сонував. Та и јавето сон ми се чини. Јас сега морам да заминам. А утре, чекај ме, пак ќе дојдам. Јас знам што треба да направам. Сите мои врснички момчиња си најдоа, веќе дечиња си имаат, само јас останав да чекам татко ми да ми најде момче. Еве, ми дојде самиот.
Јас нема така лесно да го пропуштам. Што сакаш? Што сакаш? Знаеш дека во оваа соба не смеш да влегуваш. Кога сум во оваа соба, значи имам многу работа и не сме никој да ме вознемирува, ни ти, ни било кој во куќава. Разбра? Разбрав, татко. Прости ми за ова што го правам. Ти знаеш дека досега во се сум те послушала. Сега дојдов да те помолам за нешто. Кажи што сакаш. Побрзо. Има една девојка што сака да служи кај нас. Сакам да ми биде слугинка. Чекај малку. Ба ти веќе имаш слугинки, и тоа две, не една? Да, татко. Ама тие се постари. Ова е помлада. Јас сакам не само да ми биде слугинка, туку и дружка. Да спиеме заедно кај мене во собата. Да си зборуваме. Оти и онака не ме пушташ никаде да излегувам. Чекај да помислам малку. Која е таа? Каква е? Да не е некоја... Не е, татко. Не грижи се. Многу е умна и послушна. Утре ќе ја доведам и самија да видиш колку е умна. Не е како оној што ни избега. Немој да ми го спомнуваш него. Ако ми го видат очите, зајазик ќе го обесам. Кожата фаша по фаша ќе му ја дерам. Разбра? На кралот му реков земјата да ја преврти да ми го најде. А сега излегувај! Каде беше? Насекаде те баравме. По куќава, по градината, а? Убаво е што господарот имаше многу работа и не те побара. Ако те побараше и не те најдеш, ако не те најдевме, ние ќе си ја соберевме белјата. Јас веќе бев кај него. И? И му кажав дека од утре сакам да имам уште една слугинка. И тоа помлада. Да ми биде дружка и со мене заедно да спие. Ете така му кажав. И така и ќе биде. Фала ти Боже. О, фала ти Боже. Па и за нас подобро, а? Поарно за нас. Поарно. Вака нема само нас да не кара и да не бие. Поарно и за нас. И маката на три си ја делиме. И така полесно ќе се декста работата. Так. Ајде сега. Ајде, одете. Дојде. Се смее. Се смее. Подобро. И за нас подобро. Па и за нас поерно, тоа сакам да кажам. За нас. Јас мислев ке не оде, па и нас двете. Дојде сега. Да се преправам како девојка, како женско. Само така може да бидеме и дење и ноќе заедно. Како маж и жена. А ако дознае татко, ќе не отепа и двајцата. Ајде, оди брзо, пресоблечи се и брзо врати ми се. Не треба никаде да одам. Ти седни тука и чекај ме. А јас за брго време ќе се вратам. Ме викаше, пријателе, а? Те вика, пријателе. Кажи што има сега. Сакам да ме претвориш во женско. Да бидам слугинка кај ќерката на господарот и тој да не ме узнае оти сум јас. Види каква и трошнина си смислил. Абе, која смисли ова и трошнина? Ти или таа? Таа јас мисли, пријателе. Ти реков дека е многу умна и добра. Мајката, види. Абе, од такви треба ние да се чуваме. Таа оди на ѓаволот дупка да ја знај. Добро, пријателе, ајде, кажи сега, така ќе направиме.
Ти сакаш да те престорам во женско? Во женско. Така? Ај се ја замижи. Ете, побратиме, желбата ти исполнив. Ај се отвори очите. Што стори? Што направи? Не можам да си поверувам на очиве. Кажувај што си сторил, оти ова се ми се чини дека се некои нечисти работи. Седи. И јас сакам да ти го кажам ова, пред да го направиме тоа што сме го наумиле да го направиме. Кога се сретавме првиот пат, ти ми рече дека ме познаваш од некаде. Сакам да знаеш дека јас сум робот на татко ти. Тој што еден ден избега и никогаш повеќе не се врати. Ти си? Ама од каде ти ова облека? И тоа сакам да ти го кажам. Кога бегав од ќотекот на татко ти што ми го даваше и кога треба и кога не треба, се сретнав со ѓаволот. И се побратимив со него. Тој мене да ми служи на овој век, а јас него на оној. Си му ја продал душата на ѓаволот. Си му ја дал душата на оној, на нечестивиот. Не сакав. Еве, ако сакав сега немаше да ти кажам. Сега ти кажав ако можеш некако да ми помогнеш да се избавам од него. Еве, ми го даде овој камшик. Секогаш кога ќе фраснам со него, тој се појавува и прави се што ќе посакам. Еве, за миг ме претвори во девојка. Господе, дај ми сила и ум да го избавам од гревовите што ги прави. Тука си, а? На секаде те баравме? Ау! Добро. Сега ќе се врати господарот. И кога ќе праша каде си, и кога ќе види дека не си со нас, знаеш што ќе ни направи? Не грижете се ништо. Ова ми е новата слугинка. Ако праша татко ми каде сум, кажете дека сум со неа и тој нема да се лути. Ова е новата Алајка, а? Арна. Не, Ајде сега сите да одиме. Сите заедно и господарот да ја види новата Алајка. Ајде. Што правите вие? Тука се. Тука сум. Ви реков дека веќе не треба ништо да правите за мене. Си имам нова слугинка и таа прави се што треба. Прави се што треба, а? Се? Прави таа и што треба и што не треба. И ми се чини дека и дете ти направила. Од каде знаете? Од каде знаеме? Па не треба да се прашуваш. Треба да ти текне. И ние сме носеле, раѓале. Стари сме. Како не знаеме? Не треба многу човек да гледа за тоа нешто да го види. И сега? Сега. Сега? Кој ќе му каже на татко ти, на господарот? Ти или ние, а? Кој да му каже, нашите глави ќе летнат. А и твојата, не знам.
Дали ке ти стои на рамене? Ништо. А? Ај, одете се вие, сега и не зборувајте ништо. Ништо да не зборуваме. Ништо. Ништо. Јас самата си ја направив белјата и сама ќе се избавам од неа. Ние да не му кажуваме. Ајде, ајде, оде. Господ нека е со теб. Господ нека е со вас, Ајде, деца. ајде. И сега, што ќе правиме? Леле. Од страв ми се враќаат во умот сите ќотеци што ги имам изедено од господарот. Умот ми се зеде, навистина не знам што да правиме. Ништо. Јас знаев дека до тука ќе дојде работата. Ништо. Ти сега повикај го побратимот. Јас да му кажам нешто. Да не ја сгрешиме работата. Зошто сега? Повикај го, нека дојде и јас сакам да му ја ветам душата за на оној свет. Ама... Ајде. Ме викаше побратиме. Видели колку добриње му направив на побратимот мој. Видов. Сакаш и ти да потпишеш, а? Еми, јас се радувам кога има такви што сакат да се потпишат, да има треба шо појќе. Туку побратимот ми кажа, ти треба на некоја книга да се потпишам. На книга? Еве ја книгата да се потпишеш на неа. Не на оваа книга. Јас знаеш колку го милувам. Сакам да се потпишам на истата книга каде што се потпишал и тој. Да бидеме заедно и на овој и на оној свет. Ајде, дај книгата. Шо ми е така. Еве, повели. Еве ја книгата. Побратимот што се потпиша. Сега вид виделина да фатиш и газ преку глава да те нема од тука. Слушај, камшикот е кај мене. Сега толку силно ќе го фраснам, земја има да се затресе, ама има и ти да пукнеш на местова. Го снема? Го снема. Ајде. Се куртуливме од него. Се куртуливме, ама ајде сега да побрзаме кај татко ми. Кај побратимот на оној. Ти сакаш да ме умреш мене, а? Ама не умирам јас. Двајцата ќе ме обесам. Прво него, а после тебе. Силата е кај тебе, татко. Ама умот е на некое друго место. Јас пуштив глас веќе оти вечерва кај нас има свршувачка. И сите ќе дојдат да ти честитаат. А ти, ако сакаш да ти се смеат наместо да ти се плашат, тогаш стори го тоа што си наумил. Ама не оди тоа така, ќерко, не оди тоа така, треба како штерет, јас да ти најдам момче. Ти да ми најдеш момче. Ти ме чуваш затворена каков затвор овде сите овие години. Јас самата си најдов момче. А ти наскоро ќе станеш и дедо. Абе, излегувајте од тука, додека не сум... Благослов не излегуваме. Што рече? Не излегуваме без благослов. Ајде. Благословени да сте.